Антикорупцијска кампања дава моќ на учениците од основните училишта да бидат херои на честноста. Веќе го имам беџот, па така што сум дел од приказната, барем заедно ќе се вклучиме во утринската тема. Инаку слоган или работен наслов на оваа кампања е "Бидете херои на честноста", слоган или инспиративна антикорупцијска кампања која што е охрабрување за учениците да станат херои на честноста и промовирајќи интегритет, транспарентност и одговорност во општеството и заедницата. Кампања која што е спроведување од Државната комисија за спречување на корупција, финансиски поддржана од Канцеларијата на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС во Скопје и USAID, инаку за неопходноста и важноста на кампањата, која што започнува, ако не се лажам, госпоѓа Билјана денес, така е, по тој повод токму и ви имаме денес во студиото, ве најавивме преку Форшпа најавата. Госпоѓа Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување корупција. Ви благодарам што вака не воведувате во приказната, меѓутоа не би бил ниту јас, ниту утринската приказна целосна доколку не ве прашам па никој најприватно прашање, меѓутоа бидејќи сте ми дама од моја крвна група, дали дојдовте со велосипед? Да, како и секојаш. Значи, за скоро излегувам од едно мое малку поголемо боледување и ветете ми дека ќе направиме прилог со велосипед. Нема проблем. Ќе ми биде задоволство да го направиме сето тоа. А ако доаѓав поинаку ќе задоцнеш. Ќе се задоцнеше, така? Со велосипед најбрзо се стигнува. И сакате да ми кажете дека сите работни активности ги бавувате со велосипед до оние клучни точки во градот? Апсолутно, да. Секоја чест. Секоја чест. Мислам, тоа не е од сега, тоа ми е стил, нели? Затоа велам, дефинитивно сме иста крвна група по тој повод. Како и да е, ќе ве прашам прво прашање, кое што ќе ни биде, нели, и можеби почеток, дали е станува збор за пилот кампања која што во моментот се спроведува? Оваа кампања ќе се спроведе во неколку училишта, 10 или 12, до крајот на школскава година ќе бидат опфатени 6, а ќе си продолжиме потоа на есен со други училишта и можеби ќе ја прошириме понатаму, нели, зависи се од поддршката што ќе имаме. Меѓутоа мислам дека ќе биде добра, затоа што секогаш е добро со дечиња да се работи, затоа што дечињата се нашата иднина. Колку повеќе вложуваме во децата, толку повеќе вложуваме во нашата иднина. А нас ни треба светла иднина, што значи дека треба да се погрижиме децата како најчисти елементи во општеството да не се испрљаат, да останат такви чисти. Да не се валкаат. Убаво го кажавте и дали е навистина, според некоја анализа ваша направена, неопходна беше кампањата веќе на црвен аларм вклучен да се спроведе сега во барем 10 на училишта. Чинам 6 во Скопје, 4 од други делови. Ние и претходно имавме некоја слична можеби? Да, тогаш не бевме поддржани од ИФЕС или од УСАИД како што сме сега. Тогаш сами или на повик од училишта кога слават патронен празник, па ќе не повикаат, па ќе отидеме, ќе поразговараме со дечињата. Веднаш по започнување на мандатот исто така разговаравме во едно училиште. Значи секогаш кога покажале училиштата интерес, ние сме тука. Меѓутоа сега ова е наша програма, сакаме да вклучиме што повеќе училишта и тоа од сите етнички заедници. Значи да допреме до секое детенце колку што се може, нели? Така да мислам дека ќе биде успешно, дотолку повеќе што дечињата се како сунгерчиња ги впиваат точно некои работи. Обсервираат, така е. Да, и не е само да им се каже, меѓутоа треба да им се остави и личен пример, затоа што тие најмногу учат и од примерот што го гледаат. Така да мислам дека оваа кампања ќе вроди со некаков плод, ќе направиме некој камче во мозаикот за некоја позитивна приказна. Верувам. Освен Скопје, кои други градови се вклучени поточно училишта? Сега за сега само Скопје. Само Скопје. А понатаму ќе видиме како ќе се одвива пошироко. Верувам дека сето тоа ќе биде и ревносно спроведено, не се ни сомневам и така што еве во првото прашање да напоменеме дека оваа кампања е спроведувана од Државна комисија за спречување на корупција, финансиски веќе споменавме поддржана од Канцеларијата на Меѓународна фондација и изборни системи ИФЕС во Скопје и USAID. Ако ја прашам кои би биле темите кои што треба да ги знаат учениците? Значи, ние со дечињата... Или кои што ќе се апострофираат, да речеме, во кампањата? Така, ние со дечињата ќе поразговараме што е тоа корупција, меѓутоа тоа ќе биде пред нив кажано на еден начин приемчив за нив, за да можат да разберат, затоа што не секој дете може би знае што е корупција. По дефиниција, да речеме. По дефиниција. Децата не треба да се замараат со дефиниции, треба да знаат суштината на работата и суштината на проблем. Главниот проблем. Имаше претходно спроведен исто така еден голем проект на УСАИД, каде што беа опфатени многу училишта, многу
и сето тоа беше во Александар Палас и нас не повикаа да бидеме една точка каде што ќе доаѓаат дечиња да не прашуваат. И мене многу ми оставија впечаток дечињата затоа што беа толку многу искрени, толку многу јасно кажаа дека им пречи неправда, дека им пречи кога некој е као со некоја протекција, добива нешто што не заслужува. Исто така ми направи впечаток кога кажаа дека ако се обратат, јас ги прашав, а каде се обраќате кога нешто не ви се допаѓа? Па ако се обрати, кога кажавме на класната, ни рече, па не сме разбрале доволно, не е тоа баш така. Значи не треба да им се искривува сликата на децата. Тие треба да бидат јасно да гледаат. Нивниот објектив треба да биде чист и остар и да бидат критични, да се научат критично да размислуваат и само критично, затоа што само како така индивиди и како заедница, именно. Апсолутно, критично кон заедницата, да имаат свој критичен став, меѓутоа и кон себе, затоа што само со позитивна критика ние можеме како цело општество да тргнеме напред. Инаку, ако си мачкаме очи дека да, сите сме супер, а работата не ни оди, очигледно дека тоа не е така. Јасно. Адресира прашања конкретно, да речеме, кои што се поврзани со вистинскиот проблем околу корупција, можеби откако забележа дека представуваат една вистинска езотерија институција во нашата земја и знаат, господја Билјана е тоа, па да прашаме дали е тоа. Прашањето од нивна страна ќе бидат слободни, значи што сакаат да прашат, ќе прашат. Ние имаме едно Игор Ангеловски ќе не придружува и он ќе разговара со децата на темата корупција. Одличен протагонист имате. Да, и така да ќе зборуваме што е тоа интегритет, што значи да се биде чесен. Најнапред ќе направиме една кратка анкета со неколку прашања, искрено, анонимно, нели, да си ги одговорат прашањата, да видиме кај сме, нели, што ни е основата, така што мислам дека ќе биде интересно. Што значи поддршката од ИФЕС и USAID малку пошироко кон маргините, меридијаните ќе се прошириме, вака да речеме, низ земјата? Сега ќе видиме поголема инклузија, мислите дека ќе доживее проектот? Сега сме во Скопје, затоа што знаете како е. И нашето време е многу скапоцено. Не скапоцено, него е многу ограничено, а и скапоцено затоа што веќе човек кога нешто нема, тоа уште поише го цени. Е многу ограничено. Ќе видиме колку први времето ќе ни дозволи. Поддршката што значи? Поддршката значи ангажирање на актери, значи не е само Игор Ангеловски, туку имаме актери и од албанската националност, и од ромската и така натаму. Понатаму овие рекламни материјали, беџови и така натаму. Значи се што значи поддршка, тоа е од нивна страна обезбедено и јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам што ни ја даваат оваа поддршка, бидејќи оваа не е прва и единствена, туку тие во континуитет не поддржуваат. Да, и тие календарски имаат и проекти кои што некако... Да, значи постојано Државната комисија е поддржана од меѓународниот фактор и навистина сме благодарни за тоа. Да, ако споменавте, децата можеби се најчистата езотерија, додека не си звалка, за жал, можеби од надворешните влијанија, за жал и конфликти со кои што некогаш тие се соочуваат, па не знаат можеби свесно да расудат за некои работи, дали мислите, ако ние, да речеме генерацијски, подклекнавме, зборам, повозрасната категорија на граѓани така натаму, дали мислите дека сериозно можеби со децата ќе имаме искоренување на корупцијата? Особено да речеме во нивниот дел од животот. Па видите, корупцијата луѓето ја прават. Значи, ние ако обезбедиме една критична маса, која што ќе биде чиста, тогаш јас верувам, јас сум позитивна во таа насока и навистина верувам дека нешто може да се промени. Ова што сме закочени вака, пак е до луѓето. Јасно. Она што ние треба да го направиме, треба да ја зајакнеме свеста кај луѓето, да знаат дека не е голема финта да обезбедам ја денеска за мене нешто муфте. Туку е финта да има општеството, да има државата, да имаме ние јавен интерес, сите да уживаме во тоа. Не е финта ја да возам службено возило, финта е сите да имаме убав јавен превоз. Ме разбирате, значи треба малку да излеземе од она нашето личното, само за мене, да си гледам само за мене, да си гледате само за вас, секој во својот двор или не знам како. Значи треба да гледаме сите заедно. Како викаше Атиџе Муратовска? Во својата приказна. Во својата приказна. Значи ако еден го нема во нишката, ќе пропаднеме сите, што значи дека сите заеднички треба да се бориме. А она што сакам на децата да ми кажам, да ми ја пренесам пораката, дека тие во животот треба да постојат и да работат со срце и со ум. Со срце значи дека треба да бидат воспитани, да почитуваат,
а со ум дека треба да се образуваат, затоа што па без образование Јасно. нема ништо. Не е Јасно. поентата да учат за оцена, не е поентата да го поминат приемниот испит каде и да се запишуваат дека така работата е да научат. Да научат, затоа што само со указ, со наука, со професионализам може да излезе оваа држава, и не само оваа, секоја држава. Човештвото да оди напред. Кога рековте имавте мала средба со нив, со учениците, свесни се во општеството во кое живееме дека се случува голем, да речеме, понекогаш криминал и корупција во некои, да речеме, конкретно сегменти во општеството? Дали свесно знаат да расудат? Точно знаат се да Така? расудат и дури и понекогаш и да го искористат моментот. Например, на прашањето дали за добра оцена добивате телефон, со радост кажуваат дека да. Значи, го користат моментот. Значи, децата треба да знаат, можеби да, треба да има телефон, ама за да се јави, да има комуникација, а не дека ја добил петката, например. Треба работите да се стаат на свое место. Да знаат зошто е тоа така, да знаат зошто учат. Учат за себе, затоа што личното богатство никој не може да им го земе. Може дома да ве оплячкаат, нели, да ви земат не знам што. Меѓутоа тоа што го носите со себе, тука и тука, така е, да. Се што имам со себе си носам, тоа е стара поговорка. Значи тоа не може никој да им го земе. Затоа треба тие да си го градат своето лично богатство. Поради можеби господја Бјана заради наивноста во која што понекогаш живеат, а сепак со злосторствата со кои што се соочуваат понекогаш. Така е. Веќе сме сведоци на, за жал, таков голем, можеби, криминал и така натаму. Затоа ја прашав дали сме се расудуваат или знаат точно што може да се случи во... Точно знаат децата и затоа сега треба час поскоро дури ние имаме ставени во националната стратегија дека треба да се воведе редовен час да се зборува за тоа, они имаат по граѓанско општество, учат некои делови. Меѓутоа, по мене, етика треба да се учи постојано. Да, јас мислам дека... Па ние сме учеле, имаше логика, етика, психологија, значи се учат тие предмети како да се истребени предметите, не знам сега. Ја не знам зошто сега не се учат. Тоа се најкорисните предмети за личноста. За личноста. И сметам дека уште од градинките, ние и тоа го стававме во стратегијата, уште од градинките треба да се почне да се работи. Децата да се учат на вредности, што е вредност, дали си мангуп ако нешто не знам што, или да, ти си човек на место, затоа што си чесен и имам волк, ама тоа е мое. Сум си го заслужил. Значи, треба да се учат, да си го ценат тоа што ќе си го заслужат и да не се лакомат по нешто што не е нивно. Имено, ќе се надоврзам апропо мојот претходно, нели, пред да се вклучиме со вас во програма за Тампере, местото во Финска, како најстекно место. Мои пријатели кои што живеат велат дека од најрана детска возраст ги учат што значи емпатија по дефиниција, што значи љубов, како да го слушаат срцето, па дури медитираат и во природа. Па така е. Значи дека од најмала возраст го учат сепството или битусувањето како човек. Ама видите, бебето уште кога е во утробата на мајката чувствува се. Така е. Значи бебињата не знаат да зборуваат, а разбираат што им кажуваат родителите. Значи тоа кажува многу. Тоа кажува дека ние постојано треба не можеме ние да го воспитаме детето ако го караме, ако му викаме сега прави ова, сега вака, сега. Значи детето најдобро се воспитува со личен пример. Прво. И нормално со убав тон. Ако дали сакаме некој нас да не се извикува, не сакаме. Така, што значи дека молим, треба и ние да се однесуваме кон децата како што сакаме некој да се однесува кон нас. Јасно. Во изминатиот период тенка е границата, нели да споменеме нели околу класниот раководител, учениците и професорите. Меѓутоа, дали во сето ова, покрај тоа што ќе бидат најмногу опфатени, можеби и апострофирани учениците, ќе има линк и релација која што ќе биде соодветно да се спојат на ваков начин и наставниот кадар, професорите заедно со учениците? Па би требало да има линк затоа што едните и од другите учат. Па ние колку работи учиме од децата. Значи професорот ако треба да им предава на децата да ги учи за вредности, за тие работи, автоматски тоа го пренесува и го прифаќа за свое. Значи тоа е еден интерактивен процес кој што е во постојано движење и ќе даде резултати и ќе се промени атмосферата. Она што ние не треба да ја промениме оваа атмосфера. Па што да очекуваме ние од децата кога постојано живеат во една реченица што ќе правам ја во оваа земја, дај да си одам надвор. Прашај го зошто не знае.
Не знае што не му чини. Тој е уште дете, уште му е се Така месено е, и свесното донесено. живење не е Значи се уште- не му е, не пати за ништо кој знае што посебно, нема обврска да донесе дома. Јасно. Напротив, се му е донесено. Меѓутоа живее дека тука нема ништо. А кој ќе ја направи оваа држава ако не ние, ако не нашите деца, нашата иднина? Значи треба да се ослободиме од таа негативна селекција Од оковите, која што така е. до сега постои, за жал се уште постои, меѓутоа негативната селекција треба да се ја истреби. чистиме на тој начин да ги бодриме тие што се најдобри да можат да направат. А секој дете си има своја вредност. Не мора да има петка. И Јасно. тројката значи добра оцена, така? Иако за жал некогаш го поистоветуваме нели оценувањето со мудроста. Само уште кусо бидејќи од режија ми вела толку, меѓутоа на кој начин може да пријават корупција и ако направиме на еден преглед, анализа, каде сме на мапата на корупција? За мапата на корупција знаете каде сме, ете по разните анкети што се прават и Транспаренси што секоја година што ја прави проценката, нашата состојба не е добра. Меѓутоа не значи дека треба таква да остане и треба да биде подобра. Каде може дечињата да пријават? Убаво е да имаат некое сандуче каде што ќе можат анонимно да пријават или кај психологот. Значи дали може да се отворат пред некој наставник или пред психолог, тоа е една работа, меѓутоа треба да им се остави простор каде што ќе можат анонимно да си ги ставаат своите Малце посуптилно да речеме. посуптилно да биде за да бидат послободни. Јасно. Така да има начин, ако се сака има начин, меѓутоа работата е некој после тоа да го прочита што тие го напишале и да се погрижи тоа да се отстрани, Санира, така. да се санира. Ете, тоа е. Многу ви благодарам. И ви благодарам Кос- и на вас за отстапеното време. Во секое време ве очекувам повторно. Реков, ова ќе биде договор јавно за да направиме на велосипедска обиколка дефиле јас и вие во некој прилог. Така што ви благодарам. Честитки за кампањата, ви посакувам успех нели во спроведувањето започнувајќи со денешниот датум и се гледаме можеби нели прети потоа. Да, ви благодарам уште еднаш. Во секое време.